Денес заедно со нас ова утро токму е од самиот прилог видовте и директорката на Домот за стари лица Сјурајдер во Битола. Станува збор за Милица Тодоровска. Добро утро и добре ни дојдовте во телевизија Мега. Како сте? Добро, благодарам и поздрав до вас и до гледачите на телевизија Мега. Ви благодарам што се нафативте на нашата покана, токму е за оваа недела, која што е посветена на грижата за стари лица, да позборуваме малку повеќе, што секако секој човек заслужува внимание, нели, особено повозрастните, постарите лица. Еве видовме од самиот прилог дека од самиот почеток, нели, на почетокот на работната недела, какви активности имате зацртано еве за оваа недела. Што се случуваше вчера, еве нашата екипа беше дел од самиот настан, беше многу навистина весело, што еве барем од сугестии од моите колеги дека беше еден од највеселите прилози токму во вчерашните вести. Можеме да погледнеме во додека разговараме за тоа како изгледаше, како настана еве иницијативата да се организираат нели вакви активности. Самата недела од 23 до 29 ноември, како што кажавте, официјално прогласена за недела на старите лица, и ние како раководство спремаме програма и план по која се движиме тие 5 дена, но ја користам оваа прилика да напоменам дека не само овие 5 дена, туку домот е во континуитет, има низа активности од различен карактер, едукативни, културни, забавни и слично. Навистина домот е со голем капацитет од 150 луѓе и не смееме и нема да си дозволиме да биде претворен во дом каде што ќе имаме само ручек, доручек, вечера и да се сведи на сето тоа хигиена и слично, туку еве вака имаме една низа на културни активности, а оваа недела е фактички, прашањето што вие го поставивте, е само еден поттик повеќе за тие активности, да ги заокружиме, да ги крениме на малце повисок степен, да ги запознаеме граѓаните дека ги правиме тие активности и навистина во тие 5 дена доаѓаат и луѓе од надвор, здруженија, институции и сите кои сакаат да не посетат, соработуваат со нас, разговараме и во кој контекст дружењето би го направиле. Вчерашниот ден, како што кажавте, беше многу богат. Дојдоа од надвор Сдруженијето на пензионери од град Битола. Тие се во континуитет наши гости, соработуваме постојано, а овој пат беа заедно со пеачката група Сирма Војвода. Вистина поминавме еден убав, богат ден, како што и сами видовте. Тука имаше песна, тука имаше ора, тука имаше размена на емоции и слично, така да и некој кој не се фатил на ора, самата музика го поттикнува тоа да го направи. Така да во вчерашната посета исто беше и раководството на Битолскиот Монмартар, донираа слики во нашиот дом, кои ќе ги красат ходниците и просториите во домот. И во таа прилика одма убавината си го прави своето, излегува баба, вика да ни донесете повеќе слики, да имаме и во просториите каде што живееме. Значи домот, да напоменам во оваа прилика дека има 70 стамбени единици во кои се сместени по 2 или 3 корисници, значи зборуваме за една установа која навистина е со голем капацитет. Установа во која се сместени над 150 луѓе со сите оние потреби што ги има како таква од културно-забавни активности, секојдневни, па се до она што секој дом го прави во текот на денот. Така да разговараме за една установа и Битола може да се пофали со еден нов дом, убав дом. Во Македонија, како што и претходно имам кажано, има 4 вакви државни домови, но нашиот, да бидам малку локал патриот, навистина е најдобар во моментот.
Колку време веќе постои домот, еве, и како настана иницијативата? Нормално самата потреба нели за грижата на стари лица, но сепак знаеме дека домот е нов, внатре навистина со прекрасни простории. Дури нашата камера нели го долови, може слободно да се каже дека навистина оние лица кои што престојуваат, кои што живеат веќе таму, навистина имаат современи услови за живење, вклучувајќи ги нели и забавните активности, социјалните, друштвените. Што можеме да кажеме ве повеќе информации за самиот дом? Самиот дом има дворна површина, собствена кујна, приземје и спрат, поврзани се со лифт, изграден е по најновите стандарди за старски домови, значи ги нема оние подни бариери за движење на старите лица, има ракохватки по ходниците за да може старите лица посигурно да се движат. Имаме собствени магазини. Храната се приготвува во собствената кујна, што е многу добро. Потоа реков дека 70 стамбени единици, секоја стамбена единица е со бања. Значи, секој станар во тие стамбени единици си има посебна бања за користење. Имаме 2 занимални простории. Со донација од Сдруженијето на пензионери од град Битола имаме и летниковец во дворот, тој го направивме ова лето. Самиот простор си го даде своето и самата комуникација со старите луѓе и така и просторчето испадна. Имавме една наша сограѓанка која сакаше да остане анонимна, донираше и во кругот на дворот имаме и црквичка. Тоа беше минатата година. Да, минатата година и од нашите кориснички пројави исто желба за да се грижи за црквичката, така да ја одржува хигиената, откучува, така да и таа се најде во на работно-окупациона терапија, а во секој случај нашите корисници тука им е блиску да не слегуваат во град, така да имаат едно картче ако сакаат да влезат и да си најдат мир на душата. Така да имаме една заокружена целина, да речам, за она како што навистина треба да изгледа едно домаќинство во секој поглед. И во дружењето, и во континуитетот на нештата кои треба да се обавуваат. Еве, како изгледа, например, еден секојдневен ден, например, од самиот почеток, во глобален, или? Во зависност, еве, спрема потребите, например, секој човек има различни потреби, може би, еве, одреден штитеник има, например, потреба за одредена, нели, лекарска терапија, во зависност, нели, од физичката состојба, одредени потреби, но сепак, еве во текот на денот, например, како се одива еден ден, кратко, нели? Еве вака, движењето на денот е, имаме сменско работење на медицинскиот кадар и на геронтодомакинките. Во оваа прилика да ги пофалам, навистина тие се вредни луѓе, знаат професионално да се однесуваат према корисниците. И наутро кога ќе дојдат, почнуваме во хигиенскиот дел во домот и во 8:30 имаме веќе доручекот за корисниците. Од 8:30 продолжуваме со некој потемелен хигиенски дел, каде што навистина имаме корисници, некаде 70, кои се во потешка здравствена состојба. Откако ќе го обавиме тој дел во однос на бањање и слично, веќе имаме некои 2 часа, да речеме, кои се по релаксирани. Значи, доручекот е завршен, со хигиената сме поминале. Имаме посета од надвор за старателите на корисниците, пријатели, познајници кои сакат да дојдат. Тоа е од 11 до 11:30 часот. После тоа, околу 13 часот имаме ручек за корисниците. После ручекот имаме пладневен одмор. Се дружат, играат шах, домино. Ова лето ни беше навистина наклонето, имавме и убава есен. Повеќето време го поминуваат во дворот, во заеднички муабет, во дружење. Некои
повеќе гледа телевизија, значи секој во своите соби кој сака има телевизор, имаме кабловски приклучоци на телевизија, си гледаат телевизија, серии, вести и слично. И веќе кај во 17:30, нешто порано од вообичаено е вечерата, заради тоа што се повозрастни луѓе и навистина треба со време за да имаат лесен и пријатен сон. Ете така имаме еден, да речам, вообичаен ден. На празници и државни празници и верски празници од секоја вероисповест знаеме да прославиме навистина како што треба. Кај нас нема предрасуди, затоа што тоа е еден дом, а во домот знаеме дека сите можеме да се толерираме. Имаме ако имаме некој проблем, го решаваме со фино, со дискусија, со разговор и доаѓаме до некое заедничко решение. Навистина, во домот надминати се оние стереотипи, затоа што јас можам слободно да кажам дека имаме корисници од различни средини, од градските средини, луѓе интелектуалци, до луѓе од руралните средини и сепак тоа една целина функционира заедно со комплетно почитување на вработените кои работат во оваа установа. Бидејќи имаме и следни прашања, предлагам да направиме една кратка пауза, а потоа ќе информираме нели нашите гледачи за друго што може, односно кои се активностите на овој дом. Продолжуваме со разговорот со нашата гостинка за ова утро, директорката на Домот за стари лица Сјурајдер. Еве како следно прашање, како оди таа процедура, еве например, некој да биде дел од овој дом? Процедурата за сместување во домот, првиот чекор е потенцијалниот корисник треба да аплицира. Аплицирањето е многу едноставно, треба да достави едно барање кое ние го имаме во домот како формулар и да донеси потврда од матичниот доктор за неговата психофизичка состојба и за лековите кои ги прима. Врз основа на тоа ние добиваме една слика дали е тој корисник психофизички добар или има некои потешкоти во здравието, затоа што домот има два павилјони. Павилјон за покретни лица и павилјон кој бара корисниците кои се сместени во него имаат посебна нега во однос на помагала. И заради тоа критериумот за сместување во домот е врз основа од повеќе аспекти. Дали лицето е покретно, непокретно, дали е ориентирано во просторот, во времето, тоест од заболувањата кои ги има, дали може хигиената сам да си обавува или му треба мала помош или поголема помош. И сместувањето е релативно, така да во градот некогаш ќе се каже дека дека тој корисник е сместен за 2 дена, а некој чека веќе 3 месеци. Значи можно е да се слободи креветка и покретните корисници, а ова е човек кој им треба посебна нега, не можеме да го сместиме во тој дел. Значи има повеќе критериуми за сместување, не е така едноставно, се работи со луѓе од ранлива категорија. И аплицирањето е првиот чекор, после тоа ние се трудиме навистина да одговориме во тој дел. Овде е многу битно да напоменам дека сместувањето оди на 2 начини. Со индивидуални договори, во тој случај ги сместуваат блиски на нашиот корисник, тоа е синови, керки или некоја поблиска роднина ако нема своји деца, од причина што не може да се грижат за нив, одат на работа и слично. И со нив склучуваме договор. Истиот договор покрај другите критериуми има и цена на издршка.
Таа цена на издржка е 9740 денари за лица кои се покретни, се во добра психофизичка кондиција и 11.970 денари за лица на кои им треба посебна нега. Ова прилика ќе искористам да кажам дека нас како установа за сега примањата на корисникот, на сместеното лице, дали зема висока пензија, колкава нега зема, па дали зема мобилност, него едноставно да ја го плати износот кој е по договорот, дали 9740 или втората категорија 11.940 денари. Инаку, како што кажав, се две категории на граѓани со индивидуални договори и социјални случаеви. Овие социјални случаеви се сместени преку центрите за социјална работа со решение за сместување и центрите за социјална работа на ниво на Македонија, значи од сите градови, изготвуваат такви решенија и бараат сместување за некое лице од разни причини. Нема кој да се грижи за него, нема своји блиски, оставене, просто јас, како што кажувам, државата води грижа за него. Во имотната состојба има, нема, сето тоа го работат службите во центрите за социјални работи, а ние како старски домови, овие 4 што сме државни на ниво на Република Македонија, ги сместуваме. Ние вакви социјални случаеви имаме негде околу 40 и заради нив Министерството за труд и социјална политика месечно ни исплаќа блок дотација. Значи, во домот, како што кажав, имаме сместени лица од социјални случаеви до лица со индивидуални договори и од различни вероисповести, религии и слично. Дали сместувањето е временски ограничено? Значи, дали постои договор на каде што, например, се подпишува дека, например, лицето ќе одседнува, еве да речам, 3 месеци, 6 или, например, година, 2, 3. Значи, постои ли такво ограничување или едноставно до кога што има потреба? До кога што има потреба, значи се со старателот во разговорот, обично во зимскиот период вели ќе дојде зимата, па пролетта ќе видиме како ќе биде, али ретко се случува на вистина да лицето го напушти домот. Од првите дена, пошто е научено во својот дом и слично, ако евентуално не може да се вклопи во нашата средина, напуштањето на домот иде по недела или 2. А инаку, кога ќе се смести во домот, навистина после останува кај нас, си е задоволен, за празници и слично, неговите блиски, синови, кирки, ги земаат, поминуваат известно време со нив, ги враќаат пак кај нас. Се случувало, има и по година што живееле во домот, па после се враќа во средината, во подобра здравствена состојба е, сака да се врати, значи релативно е, поретки се случаевите, но сепак ги има. Еве, начнавме на друга тема, односно едно интересно прашање. Колку еве повозрасните лица се прилагодуваат и колку време им е потребно, нели? Што е она што е нетешкото кога станува збор за веќе навистина нова средина, со нови луѓе, персонал, сепак одредени простори, друг двор, значи поинаков е начинот на живот, едноставно ритамот на живење. Кои се оние можеби најчести сугестии од нивна страна, например, дека им е тешко или можеби колкав е процентот на оние кои што брзо се вклопуваат или постои ли мал дел од граѓаните кои што навистина им е тешко? Релативно е, сепак се работи за повозрасни луѓе, да бидеме искрени дека вклопувањето во средината не е едноставно.
Некој живеел во својот дом 70 години, 80 и сега наеднаш во една друга средина, сепак е со друг станар во просторијата. Не е едноставно, зависи сепак и од самиот човек. Некој на брзина се вклопува, наеднаш ќе ги стекни пријателствата со другите луѓе, одма прашува од кој подрачје потекнуваш, ти па ќе си најди друштво и така натаму. Некој е позатворен и тоа потешко им оди. Тука имаме служби, социјален работник, медицински сестри кои навистина помагаат во тој дел со разговор, со убедување дека со текот на времето ќе им биде подобро во домот и така навистина доаѓаме до она позитивното што домот се труди да го направи. Еве за крај на нашиот разговор, имате ли планирани идни активности кои што наскоро веќе се случуваат, се со цел или нашите гледачи да знаат дека сигурно сум јас дека има случување постојано, но сепак еве за јавноста да знае дека еве домот има што да им пружи нели на постарите лица. Па во тој дел еве денес се најавени веќе младинците од Црвениот крст од Битола за едно дружење со нашите корисници, а утрешниот ден ќе биде уште така весел и убав, што јас се радувам кога ќе кажат дека младинците доаѓаат од гимназијата Јосип Броз Тито низ песна, со гитара и нашите стари лица знаат да запеат. И навистина ќе поминиме еден убав ден, а после тоа имаме и едукативна програма. Тоа ќе бидат докторите од трудова медицина од град Битола, кои ќе одржат предавање за сезонскиот грип, кое и така им е потребно на нашите лица да знаат подобро да се заштитат. А ваквите активности во континуитет продолжуваат. Сега се ближат и зимските празници. На Бадник кај се пали оган во дворот, исто како да речеме во многу населби во градот, Божик, така да сите тие празници знаеме убаво да ги прославиме, го украсуваме домот и така. Директорке Тодоровска, ви благодарам за сите информации, што не поминавте вака убаво време во нашата утринска програма. Имајте многу успеси, многу настани со многу позитивна енергија, нормално многу музика како што беше вчера. Благодарам и на вас и благодарам на поканата. Драги мои, научивме навистина за многу за овој дом. Доколку се интересирате слободно, упатете се. Директорката е секогаш отворена за соработка. Продолжуваме ние со останатите содржини.